Со 4 целовечерни концерти на популарна музика, 2 изложби и по една промоција на научно-истражувачки труд, театарска представа и алтернативен перформанс, Виница во последните денови од овој месец, поточно од 30 август до 2 септември, ќе одбележи 74 годишнината од ослободувањето. На 30 август, четврток, стартуваме со несекојдневен амбиент на Виничкото кале, а тоа е концертот на групата Даутовски. А како увертира на овој настан, ќе проектираме филм по повод 40 години од откривањето на теракотните икони во комбинација со изложба во организација на Музеот Теракота. Наши специјални гостини на овој настан ќе бидат двајцата долгогодишни истражувачи на Виничкото кале, археолозите Коста Балабанов и Цоне Крстевски. Освен делот од програмата, исполнет со настани од културата, застапени се и неколку спортски манифестации. Наместо старт за новата учебна година, 1 септември ќе биде ден исполнет со рекреативни, спортски и музички настани. Во раните утрински часови или поточно во 9 часот од градскиот стадион во Виница ќе најавиме првата ревијална велосипедска патика или тура на релација Виница-Калиманско поле Виница. После овој старт започнуваме со традиционалниот детски куп во мал фудбал Венеам куп 2018, во кој ќе учествуваат деца од различни генерации, а ќе имаме гости од Каменица, Свети Николе, Штип, Оризари, Валандово и Скопје. За прв пат, во рамките на свеченостите по повод ослободувањето на градот, ќе се одржи и меѓународната трка Чупино Трейл 2018. На 2 септември ќе се одржи трката Чупино Трейл, која е меѓународна, односно ќе има 2 трки. Трка од 13,5 километри, која е наменета за почетници, за тие што сакаат да го вкусат планинското трчање, и подолгата трка која е 34 до 5 километри, на која имаме пријавено доста познати учесници, шампиони. До сега имаме 90 пријавени учесници, очекуваме вкупниот број да достигне околу 120. За сега имаме пријавени гости од Бугарија, од Србија, од Косово и од Америка. Најголемиот број се секако од Македонија. Чупино Трейл е една од 5 вакви спортски манифестации во Македонија. Интенцијата на организаторот, Виничката општина и тамошниот спортски клуб Running Squad, трката по планинските патеки е да прерасне во традиционална.